На вистина ВМРО и коалицијата за подобра Македонија се на чекор до 62 пратеника. И јас верувам нема да дозволат некој да не уценува за овие 2046 проекти. А ќе не уценува, немојте да мислите дека нема да не уценува. Затоа што не смее да се дозволи со помалку од 62 пратеника дуи да не уценува со радикални барања од типот да се промене уставот, па председателот да не го бира народот, туку партиите, односно раководството на ДУИ, да го бира председателот на Македонија. Или други радикални идеи од типот цел народ сега да учел албански. Јас немам ништо против албанскиот јазик. Кој сака да го учи, дека си го учи. Не е ништо лошо тоа. Напротив, секое знаење на странски јазик е богатство. Уште повеќе јазикот на комшијата. Меѓутоа, да ги тера со сила сите луѓе од Струмица, преку Гевгелија, Охрид, Прилеп, Битола, Скопје, Велес и така натаму, со сила да го учат албанскиот јазик, и старо и младо, и 50 годишни, и 60 годишни, изнемоштени и болни, тоа не е реално барање. Тоа е радикално барање. Дајте да не дозволиме такви радикални барања да бидат понатаму уцени за ВМРО, ДПМН и коалицијата. Недостасува само малку, само мала енергија. Јас сум сигурен, секој што досега не гласал за ВМРО, ако најде време и волја да ја прочита оваа програма, а ако може и очитот, од рационални причини ќе гласа за ВМРО, дури и да не му е симпатичен ВМРО многу, заради било која причина. Дури еве и да не го сакал ВМРО. Може би не му се остварила некоја желба, некој план, може би е невработен и вината е бара кај нас, може би некоја грешка сме направиле, не ја исклучувам, не сме ние безгрешни луѓе, но ако ја прочита програмата, сигурен сум, заради рационални причини, заради самиот себе, ќе свати дека најдоброто нешто што може да го направи е на 27 без двоумење да гласа за ВМРО, ДПМН и коалицијата и со 62 пратеника да овозможи оваа програма и овие 2046 проекти да се реализираат без пречки. А ние како партија, како и секогаш, ќе се потрудиме да изненадиме и со проекти и со решавање проблеми кои не сме ги ветиле, а да ги реализираме, како што и во минатото тоа сме го правиле. Ќе дадиме се од себе, да и нешто што не е ветено го направиме за нашите граѓани и за нашиот народ. Да сте живи и здрави!